Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна на фреквенцијата на телевизија Сонце. Од своја страна со маестро Димитар Митровски, нашиот млад виртуоз на хармоника, кој што во еден наврат веќе беше дел од емисијата, меѓутоа за сите новости, за се она што измина овој период, ќе проговориме нешто повеќе и во ова најново издание од своја страна. Димитар, ти благодарам што повтори пат ја прифати мојата покана да споделиме се она ново што се случува кај тебе. Ти благодарам за прекрасната покана. Ми е чест и задоволство да гостувам во твојата емисија и сакам да ја поздравам сите гледачи. Како си? Како се чувствуваш најпрво? Моментално сум супер. Неудамна ни се врати од твојата турнеја во Канада, Торонто. Ајде, јас би почнала со тие впечатоци од таму што не ги носиш. Како помина турнејата? Се исполнија ли очекувањата од твоја страна? Па да, супер беше. Турнејата беше одлична. Си поминав прекрасно. Настапите беа супер, тие беа едни-два приватни настапи, не беа концерти за секоја публика. Здравје Боже, наредна година со такви концерти во Канада. Си поминав прекрасно и сега сум пак кај нас во Канада. Повтор пат во емисијата од своја страна со мене. Ќе говориме за твојот трет албум, за твојата втора песна, која што веќе излезе во јавноста. Ајде повеќе за Кабарет. Вака, таа е втора композиција од мојот трет албум. Во моментот кој што го работам и е малце тој албум поразличен од се наназад што имам јас работено. Значи со уште првата композиција Латино Гем јас го насочив правецот на албумот во кој стил на музика ќе движи. За сега се тие две композиции добро прифатени и од колегите и од обичните слушатели, така да мислам дека во тој правец ќе биде цел албум. Димитаров трет албум е сега првиот ти е некаде на 16 годишна возраст. Од тогаш па се до сега што се промени кај тебе во стилот на музиката и што значи за тебе трет албум? Па има од тогаш многу време, поминато многу години. Кај мене си има променето начинот на изразување преку инструментот, значи имам повеќе созреано. Тогаш некои работи што не сум ги прифаќал како критика од мојот татко, сега веќе сваќам дека бил тоа во право и едноставно сум позрел музичар и позрел размислувам. Интересно за тебе тоа што обожаваш да комбинираш стилови. Еве конкретно за најновата песна, од што е поразлична во однос на се до сега сработено од тебе? Па види, таа е некој етно самба джез стил, значи има внатре джез музика, има нешто самба и со самите звуци на гитарата, пример во аранжманот, таа звучи малце поразлично и скроз поинако од тоа што сме навикнати да слушаме кај нас. Со оглед на тоа што неудобно излезе песната, како е прифатија слушателите? Па за сега е многу добро прифатена. Можам слободно да се пофалам дека е многу добро прифатена. Најпозитивни коментари до сега слушам за неја и мислам дека така ќе оди понатаму. Така, свириш од многу млад, од многу мал. Си размислувал ли некогаш да почнеш и со, можеби со некој друг инструмент, нешто да споиш или дефинитивно ќе водиш тој пат со хармониката? Само тој пат со хармониката. Сметаш дека си веќе препознатлив по хармониката? Да, точно така, да. Од кого учи Димитар најмногу периодов, па можеби со кого соработуваш се периодов, еве конкретно за песната? Сум новиот член на Dream Team, да. Така, еден голем поздрав до моите колеги, тие се значи многу добри инструменталисти и професионалци во музиката и мене ми е чест и задоволство да свирам заедно со нив. Има ли во Македонија инструменталисти од кои што може да се земе пример, од кои што може да се учи, од кои инструменталисти Димитар зема пример? Па јас најмногу земам пример од мојот професор, од Кирил Стојчевски. Еве сакам во овој момент да го поздравам. Тој секогаш ми бил пример како треба еден хармоникаш да изгледа, да музицира и... Споменавме трет албум, втора песна, како ти е планот, кога ќе се заврши албумот, ќе има ли некоја официјална промоција на се она што ќе биде сработено со третиот албум? Да. На крајот од албумот сигурно ќе има некоја промоција, ќе бидете сигурно поканети. Значи се надевам дека наредна година албумот ќе биде завршен.
Значи не сакам да брзам, полека ги работам постепено композициите, се надевам дека на 2 месеци до 3 ќе излезе секоја наредна нова композиција. И Да очекуваме ли некоја можеби промена на стилот на Димитар Митровски, некоја нова песна која ќе ни изненади можеби со стилот? Па може ова е сега следна што е да видим малце поразличен аранжмански, ама ќе видим во моментот работам на тоа и одлучувам како да биде тоа. Со кој се соработуваш сега? Која е твојата најголема поддршка за третиот албум? Се сменили екипата од тимот кој што беше тука за првиот албум? Па да, сега ми се еден голем поздрав до Гоце Илиовски на ударни инструменти, Горан Гешовски на бас гитара, Иван Петровски на гитара и на овие две композиции на клавиатура е Марко Деники. Еден голем поздрав до нив. А најголема поддршка од секогаш ми се моите родители, мајка ми и татко ми, сакам да си ги поздравам. И поддршката имам од нив, кога имам од нив поддршката, се е полесно да, и се е полесно и патот можам полесно се оди. точно. Димитар, најуспешен битолчанец за 2021, што значи ова признание за тебе? Па за мене ова признание значи многу, поради тоа што ете градот од кај што потекнувам јас ја видел на некој начин кариерата моја дека одам напред и ете ме наградија со една таква награда која ми е многу значајна мене. Сакат ли битолчани убава музика? Ценат ли битолчани убава музика? Имаш ли таму публика? Па да, имам публика во Битола, ама Некако се што е наше, како да се поценува? Точно, така да секој што е од страна е поиќе ценето. Сметаш дека ќе се подобри тоа, дека навистина Битола е расадник на квалитетни професионалци? Па да, тоа е точно, дека е расадник на добри музичари, на добри уметници. Па се надевам дека ќе се промени, не знам. Колку значат наградите за тебе? Што представуваат наградите за тебе? Доста си активен и на социјалните мрежи и таму луѓето постојано ја даваат својата поддршка кон тебе. Ти значи ли тоа нешто? Па да, ми значи, тоа ми е една како поголема мотивација за да работам со побрзо темпо, значи се повеќе и повеќе да компонирам музика и повеќе албуми да издадам. Велиш кабарет, инспирацијата ја црпам од секојдневниот живот. Што конкретно те инспирираше и од каде името? Па конкретно не можам да кажам дека нешто стриктно ме инспирираше, ама пример можам да кажам дека животот во кој го живееме е многу брз. И на некој начин од тоа се инспирирав да направам таква композиција во брзо темпо и тоа е тоа. Така, споменавме социјалните мрежи. Колку социјалните мрежи се место каде еден млад музичар може да се истакне, да привлече можеби публика? Па мислам дека сега е најбитно да се промовираш на социјалните мрежи. Значи можат да те видат сите од луѓе од низ цел свет и мислам дека е многу битна работа таа. Така, ти тоа успешно го правиш. На твојата агенда кажавме дека заврши турнејата во Канада, Торонто. Да. Што е следно, можеби некоја следна голема турнеја? Па наредна турнеја во Америка за Нова година, здравје Боже. Така. Со групата Dream Team. Со групата Dream Team, сега си еден од нивните членови. Каде се ќе настапувате, каде се можеме да ве видиме, која е вашата агенда? Па сегде низ Македонија. Значи од наредниот месец имаме настапи сегде, буквално сегде низ Македонија, Скопје, Струмица, Кавадарци, Битола, Охрид, Струга, сегде. Се цени ли хармоникашот како можеби музичка професија денес? Ме интересира, има ли млади деца кои сакаат да го изучуваат инструментот, свирењето на инструментот? Па да, има, гледам јас дека има за ангажираност. Јас имам неколку ученици кои што се интересираат за овој инструмент и сакаат да одат напред. Значи мора да работат, мора да вежбат за да имаат голем успех. Колку хармониката сама по себе е специфичен инструмент и представува ли предизвик да се научи свирењето на хармоника и може ли еднаш ако го научиш да го знаеш цел живот тоа? Или мора постојано да се надоградуваш? Еднаш го учиш, ама мораш да работиш секојдневно, да, за да се одржаваш во форма. Поради тоа што не можеш еднаш да научиш и после да престанеш да свириш, не функционира нашата работа, така мораш. Жртвуваш ли дел од своето слободно време за нормално, за подготовките, за турнеите? Да, нормално. Значи мораш да најдеш неколку сати во денот за да се посветиш на инструментот, да вежбаш. Иначе без тоа
Така. нема успех. Така, меѓутоа, да, тоа ќе беше и моето следно прашање. Се си има своето и затоа си и таму каде што си. Димитар, кој стоеш рамо до рамо од самите почетоци, еве можеби од првиот албум на своја 16 годишна возраст па се до сега, освен родителите, тука се и некои најважни соработници кои ќе ги споменеме, кој беше рамо до рамо со тебе и кој те поддржуваше целото ова време? Професорот мој. Значи, колку е важно професорот да го препознае талентот во ученикот и да го дека води најважно, напред? најважно. Значи јас имав професор многу добар, значи пред себе беше многу добар другар, пријателски беше настроен спрема мене и многу ми поможи во животот, значи ми посветуваше премногу време. Јас имав желба да учам од него, ме мотивираше едноставно, значи како прво кога ќе го слушнев тој како свири, имав мотивација да вежбам уште поќе. Свесен ли си каков успех до сега си постигнал? Се гордееш ли самиот со себе и со право ли ја носиш титулата виртуозна хармоника? Па искрено не знам Не знам како да опишам, меѓутоа свесен си дека напредуваш и дека успехот е неминуван и дека е тука. Меѓутоа треба да се работи, треба да се. Да, мора да се работи, значи нема потреба од застанување. Така, што друго прави Димитар во своето слободно време, како надвор од настапите, надвор од луѓето, посакуваш ли да се релаксираш, можеби и ти во некој период од денот, што те исполнува најмногу? Излегувам, си пијам кафенце со другарите и во слободно време некогаш филмови гледам дома и тоа е тоа. Те препознаваат ли веќе луѓето? Надвор можеби на улица, во јавноста? Има некој, да. Бидејќи на социјалните мрежи дефинитивно те препознаваат, дефинитивно таму си актуелен, те споделуваат. Тоа е убаво да се цени македонската уметност, македонската музика. Димитар, овде предлагам да ја слушнеме Кабарет пред нашите гледачи, а потоа ќе се вратиме уште малку назад во студиото, со тоа и ќе го заокружиме нашиот разговор. Почитувани гледачи, Кабарет од младиот виртуоз на хармоника Димитар Митровски. Уживајте. Dame e gospoda, Dimitar Mitrovski.
Така е, почитувани гледачи, тоа беше Кабарет од Димитар Митровски. Се враќаме назад во студиото, го продолжуваме и го превршуваме нашиот разговор. Димитар, ова беше Кабарет. Ајде повеќе за спотот кој се работеше, како се одвиваше снимањето, едноставно ли беше или беше можеби предизвик и захтевно? Па вака, спотот е снимен во Голд Фелиција Битола. Една голема благодарност за тоа што ми овозможија да снимам таму видеозапис. За спотот се покрижи Даниел Јовески. Значи, еден голем поздрав до него, сакам многу да му се заблагодарам. Спотот излезе многу добар. Значи, Даниел е, можем вака со мој збор да кажем, една голема зверка за тоа што си го работи и го почитувам премногу. Ги задоволи ли твоите очекувања спотот и се она што излезе од спотот? Какви беа реакциите на твоите најблиски, какви беа реакциите на публиката? Па, реакциите беа одлични. Значи, сите што го видеа видеозаписот, знаја да ми се јават да ми речат, значи, ваков спот до сега не сме виделе. Значи, многу добро, вика, кој ќе ја пуштиме композицијата, цело време сме стегнати, чекаме се нешто ново да се случи, вика, во видеозаписот, така да многу сум презадоволен. Димитар, се подржуваат ли кај нас музичарите еден со еден? Па, генерално мислам дека да. Јас примерно ја немам... имаш ли поддршката од колегите постарите, можеби колеги? Па да, ја имам. Ја имам, дефинитивно ја имам. Не може од секој, да направиш можеби некој дует со некого, нешто таков проект? Ти се отворила таква идеја? Слободно можем да кажем со колегата Александар Ангелов од Dream Team. Наскоро ќе спремам еден заеднички албум. Да, и ќе ми биде чест и задоволство. Значи, од секогаш сум бил и многу малку кај што го слушав и дојде ден да свирам заедно со него и да влеземе в студио да снимаме. Многу си амбициозен, така. Многу си амбициозен, чинам дека не мируваш и дека постојано си активен, како во делот на музиката, така и во приватниот живот. Мислам дека си релација Битола Скопје, меѓутоа повеќе си овде. Цело време сум во Скопје, знам Битола да си одам, ама тука ми е работата и тука морам да... Тука ти е работата, тука се настапите. Димитар, сакам да те прашам, во твојата кариера млад си, релативно си млад, меѓутоа, која е она горна целна линија која што би сакал да ја постигнеш? Се гледаш ли себе си можеби како професор по хармоника? Па искрено немам некоја амбиција таква? Немам некој крај. Сакам само напред да си го тераш твојот кариерен пат? Точно така, да. Сега за сега барем размислувам така, сакам да оди кариерата моја напред. Па во иднина што ќе биде. Планираш и, како што кажавме, помина една турнеја, планираш друга во Америка, се гледаш овде да останеш во Македонија или можеби... Па да, ќе си седам тука некако ми е најубаво за живење, да. Така, јас така велам, па ќе видиме до кога. Да. Што ќе најавиме следно кон нашите гледачи, што ќе порачаме да слушаат македонска музика, секако да ја слушаат, да ја слушаат и да ја чувствуваат и музиката на хармоника од твоја страна, и која ќе биде пораката со која и ќе го заокружиме ова интервју? Па, дете како што кажат, и да слушаат македонска музика и да поддржуваат наши македонски уметници. Така, многу ти благодарам за ова интервју, многу ти благодарам што токму во емисијата од своја страна имавме чест да испромовираме твојата најнова песна Кабарет, втора песна од твојот трети албум. Ние секогаш сме на твоја страна, ќе те поддржуваме, ќе те следиме постојано, ти посакувам уште многу успеси, ти посакувам многу песни во третиот албум, ти посакувам успешна промоција, да не поканиш на промоцијата на твојот трети албум и секако твоја успешна турнеја во Америка и да продолжуваш да ја представуваш Македонија и надвор од светот. Ти благодарам на овие прекрасни зборови, еден голем поздрав до сите гледачи. Така е, почитувани гледачи, се надевам дека уживавте. Младиот виртуоз на хармоника Димитар Митровски, ја промовираме неговата најнова песна, втора од третиот негов албум во досегашната негова кариера. Песната Кабарет, која што имавте и можност да ја слушнете во ова издание од емисијата. Ви благодарам што ја овој пат бевте на фреквенцијата на телевизија Сонце и не следевте. Се надевам дека пренесовме една убава енергија, се надевам дека допревме до вас. Овде ви закажувам, знаете како и секогаш, наша наредна средба за 7 дена останува да ја поздравам мојата шминкерка Самра и Мери и се гледаме за една седмица.